Пласман во првите 7 екипи во втората фудбалска лига, што значи сигурен опстанок, но и ако се укаже можност, борба за влез во елитното друштво. Ова се целите и амбициите на фудбалскиот клуб Борец, кој веднаш на првиот тренинг ги соопшти новиот тренер Жанко Савов. Целта на Борец ќе биде во горниот дел од тие 7 екипи, значи секако мирна средина, поможно да се вклучи во борбата за највисок пласман. Новиот предводник од клупата вели дека годинава Борец ќе игра напаѓачки фудбал, но на моменти екипата мора да биде мудра и да се прилагодува според условите на теренот и резултатот, кој во моментот секако е најважен. Кај мојата филозофија е дека фудбал се игра за голови, напаѓачки, но некој пат значи треба се игра и паметно. Во сооднос од противникот, значи ако имаме некој пат посилен противник, треба да се игра помудро и попаметно. Најдобриот стрелец на Борец од ланското првенство Јован Гунев ја напушти екипата. Тој и уште двајца фудбалери не се дел од тимот, но на тренинзите има 8 нови играчи. Летово велешкиот тим се засили со Дејан Томовски од Вардар, Милан Чичевски од Металург, Кире Ивановски од Корзо, од Локомотива дојдоа Дарко Лазаревски и Миле Митревски, а од екипата на Илинден од Башино село тука се Владко Нанев, Бране Петровски и Игор Леовски. Па некои играчи ги имам тренирано, поголемиот дел од играчите не ги познавам, значи, но имам сознанија од моите колеги, од луѓето што го гледале Борец во минатото, значи имам пофални зборови за овие момци, што го направија овој историски успех, значи пласман после долго време во втора лига. Утре започнува првенството. Во првиот надпревар Борец е домакин. Поради најавената реконструкција на стадионот, надпреварот со зајас ќе се одигра на помошното фудбалско игралиште во градскиот парк. Почетокот е закажан во 17 часот и 30 минути. Ракометарите на Борец по подолга пауза се вратија во сала. Подготовките за новата сезона започнаа. Екипата од клубата ќе ја предводи Игор Тодоровски. На првата прозивка се јавија само ракометарите кои се членови на младинската екипа. Ако нешто подрастично не се смени во клубот, тие ќе го носат товарот во ова првенство. Од Борец најавија дека ќе разговараат и со некои поискусни играчи кои се уште немаат ангажман, но многу работи зависат од финансиската поддршка која ќе ја има клубот кај бизнис секторот. Ракометарите годинава добија значително поголеми средства од општината. Наместо досегашните 150.000, сега на сметка ќе имаат 500.000 денари, пари кои се доволни да се плати котизацијата за настап во лигата, да се подмират побарувањата на делегатите, судиите, да се обезбеди превоз за гостувањата, да се купи нова спортска опрема. Пари за плати за играчите одново ќе нема. Токму поради безпарицата, Борец го откажа настапот на полусезоната од ланското првенство, затоа сега ќе започне од најнизок ранг, кој во случајов е прва лига или втора по квалитет.